На денешен ден, 11 јуни. Илјада 727 година. Умре британскиот владетел од германско потекло Џорџ I, првиот монарх на Велика Британија од Хановерската династија. На престолот го наследи неговиот син Џорџ II. Во текот на неговото владење од 1714 година па се до смртта, функцијата на премиерот се искристализира како клучна во извршната власт. 1859 година. Умре австрискиот кнез Клеменс Метерних, кој како министер за надворешни работи и канцелар 4 децении ја кроеше надворешната и внатрешната политика на Австрија, а во многу што и судбината на Европа. Шеф на дипломатијата беше од 1809 до 1821, а од 1821 до 1848 канцелар, кога беше тргнат во Моравската Виенска револуција и беше принуден да емигрира во Англија. 1864 година. Роден е германскиот композитор и диригент Рихард Штраус, долгогодишен директор на Виенската опера. Компонираше опери, балети, соло песни, камерна музика. Дела симфониските поеми Дон Кихот, Симфонија Алпа, Животот на јунакот, оперите, Салома, Електра, Кавалјер со ружа, Египетска Хелена, Арабела, Дијанина љубов. 1869 година. Македонската црковно училишна општина во Неврокоп упати писмо до Великиот везир во Цариград, во кое бараше решавање на црковното прашање преку поставување владика од словенско потекло. Чувствувајќи опасност, Цариградската патријаршија го заоструваше курсот и на својата панелинска политика и ги активира своите органи на теренот против воведувањето црковнословенски во црквите и македонски јазик во училиштата. Започна гонење на се што е словенско од страна на грчките владици. Тогаш беа уништени голем број словенски ракописи и богослужбени книги. 1902 година. Во селото Ракитница, Крушевско, во борба против турската војска, загина Веле Марков, македонски револуционер, социјалист, член на ТМОРО и војвода. Во борбата загинаа и неколкумина негови соборци. Веле Марков е роден во селото Селце, Крушевско, во 1870 година. 1910 година. Во Сент-Андре Кипзак, во близина на Бордо, Франција, е роден Жак Кусто, француски истражувач на морските длабочини и режисер на документарни филмови за животот во морето. Познати се филмовите 10.000 метри под морето и Свет на тишината, а има снимено и повеќе телевизиски документарни серии. Умре на 25 јуни 1997 година. 1970 година. Последниот американски војник ја напушти воздухопловната база Вилус во Либија, на барање на полковникот Моамер Ел Гадафи, кој на 1 септември 1969 година го собори режимот на кралот Идрис I од династијата Сенуси. 1979 година. Во Лос Анџелес умре Џон Вејн. Вистинското име му е Морион Мајкл Морисон, американски филмски актер, режисер и продуцент. Играше главно во вестерн филмови, толкувајќи ликови на правични осамени луѓе. Филмови Поштенска кочија, Рио Гранде, Црвената река, Вистинската храброст, Оскар, Рио Браво и други. Роден е во Винтерстен на 25 мај 1907 година.